Добар ден, ова е пладневно издание на Вестите. Убиство во Скопје, убиен 26-годишен скопјанец, сторителот непознат. Еве што друго издвојуваме. Туристка од Бугарија пронајдена мртва во Струга. Причините за смртта се уште не се знаат, ке се прави обдукција. Еден тешко повреден во сообраќајка кај Охридскиот аеродром. Македонија мора да расчисти што сака, а за клучните прашања мора да има дебата. Режисерот Слободан Унковски за Радио Слободна Европа. Да се унапредат правата на младите мигранти, порачува генералниот секретар на Организацијата на Обединетите нации на Денот на младите. Нов случај на птичи грип регистриран во Кина. Од март годинава вирусот е потврден кај 134 луѓе. Бунт во притвор за имигранти во Грција. Повредени десетина полицајци. Убиен е 26-годишен скопјанец Джемајледин М. денеска во точно неутврдено време во Скопје на локалниот пат кој ги поврзува населбата Бутел и селото Мирковци од засега непознат сторител. Непознатиот сторител, како што информира МВР, испукал повеќе куршуми кон Джемајледин М. во пределот на главата и горниот дел од телото. Телото на Джемајледин го забележала минувачка од селото Брњарци, Скопско, која го пријавила настанот. Увид на лице место извршен од истражен судија, заменик јавен обвинител и екипа од СВР Скопје. По наредба на истражен судија, на телото на починатиот ќе биде извршена обдукција. Од местото на настанот подигнати се траги слични на крв, еден куршум, 6 чаури од испукани куршуми, 3 проектили и еден фрагмент од проектил од испукани куршуми. Туристка од Бугарија синоќа е пронајдена мртва во изнајмен апартман во Струга. Жената имала 62 години, а нејзиното безживотно тело го пронашол сопственикот на куќата, каде што била сместена. Откако го пријавил случајот, медицинска екипа веднаш дошла на местото и констатирала смрт без траги на насадство. По барање на истражен судија, денеска ќе биде извршена обдукција. Од СВР Охрид го потврдуваат случајот, велат причините за смртта ќе се знаат по обдукцијата. Едно лице е повредено во сообраќајна незгода што синоќа се случила на регионалниот пат Охрид-Струга во близина на аеродромот Свети Апостол Павле. Во несреќата, како што информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски, учествувале патнички моторни возила Peugeot 306 со битолски регистарски таблички и Daewoo со охридски ознаки. До незгодата дошло кога возилото марка Daewoo се вклучувало на регионалниот пат, при што наишло и се судрило со Peugeot со предната лева страна, директно во предната десна страна од Daewoo-то. Возачот на Peugeot се здобил со тешки телесни повреди по телото, поради што е пренесен во болницата Свети Еразмо, каде што е задржан на натамошно лекување. На местото на несреќата увид направија истражен судија и полициски екипи од СВР Охрид. Ограбен правниот факултет Јустинијан I, околу 40 компјутери биле украдени ноќеска. Кражбата била извршена на тој начин што крадецот влегол во факултетот со сечење на решетки од надворешен прозорец и ги украл компјутерите. Откако полицијата ќе изврши увид на местото на настанот, ќе се знае подетално дали уште нешто недостига. Дебата за клучните прашања во земјава мора да има, а Македонија треба да расчисти што сака, порачува во неделното интервју на Радио Слободна Европа режисерот Слободан Унковски. Тој вели дека клучните прашања се разнишани во последните неколку години. Режисерот тврди дека актуелната состојба во земјава е катастрофална и треба да се отвори, како што тој го нарекува Келев тефтер, каде што ќе се запишуваат имињата на сите оние што вели направиле груба злоупотреба на системот. Јас не мислам дека треба ја да го правам тој список, иако се разбира имам идеја кои луѓе не водат во цела ова хаотична национално-економска катастрофа што ја трпиме моментално. И се разбира, кога кажам за еден таков тефтер, зборувам за нешто што е меморија, што е паметење, значи никогаш не е добро ова цела ситуација во Македонија да ја врзуваме само за еден или двајца луѓе, иако се разбира, тие го даваат тонот, току за еден цел слој кој што има разни придобивки од ова владење и кој што на некој начин го
злоупотребува системот во кој што живееме. Па ќе се направи една, да ја кажем, античка илустрација, ќе дознаеме кој како, или ќе можеме да посочиме одредени личности, групи, луѓе, професии кои што ја пропастелева наша земја. Македонската влада да го покрене македонското прашање пред Организацијата на Обединетите нации, да побара ревизија на Букурешкиот договор и враќање на имотите на 750.000 бегалци од Егејска Македонија. Бара коалицијскиот партнер на Груевски, лидерот на ТМРО Ванчо Шехтански. Во соопштението од партијата на Шехтански се вели дека во самиот Букурешки договор, во неговиот уводен дел, стои дека договорот е потпишан помеѓу окупационите страни Србија, Бугарија и Грција, при што децидно се наведува површината што секоја окупациона страна го присвојува. Меѓународното право, како што се вели во соопштението, не познава сопственост на земја стекната со окупација, потука овој договор не може да има траен карактер. Генералниот секретар на Организацијата на Обединетите нации упати порака по повод Меѓународниот ден на младите. Годинишното одбележување на денот се фокусира на миграцијата на младите. Бан Ки Мун упати апел до земјите членки да го разгледаат ова прашање и ги охрабрува да действуваат за унапредување на правата на сите млади мигранти, како и да го зголемат развојниот потенцијал на миграцијата на младите. Во соопштението на генералниот секретар на организацијата се вели дека е важно да се истакне позитивниот придонес на младите мигранти за општествата од каде потекнуваат, во кои транзитираат и каде што се населуваат. Тие придонесуваат како економски, така и со збогатувањето на социјалниот и културниот состав на овие општества. Кога ќе се вратат дома, младите мигранти често го зголемуваат развојот со применувањето на вештините и идеите стекнати во странство, вели Бан Ки Мун по повод денешниот ден на младите. Во главниот центар за притвор на илегални имигранти во Грција, недалеку од Атина, почна бунт во кој се повредени најмалку 10 полицајци. Имигрантите фрлале со камења врз стражарите и запалиле простории во кои се сместени во центарот. Итно се испратени припадници на полицијата за разбивање демонстрации. Неколку полицајци се повредени. Притворениците запалиле душеци и простории во кои живеат. Испратени се полициски сили за разбивање демонстрации, ситуацијата се смирува, изјави полициски портпарол. Медиумите во Атина објавија снимки на кои се гледа како гори во центарот Амигдалес, каде под полициска стража се околу 1200 имигранти, главно од азиските држави. Секое пето дете е малтретирано на интернет, објави британски Guardian. Во резултатите од анкетата на Британското национално друштво за превенција од малтретирање деца, се вели дека 10% од младите меѓу 11 и 16 години секој ден се предмет на напади на интернет. Тие повикуваат да се направи стратегија за борба со малтретирањето преку интернет. Повиците се упатени по серија самоубиства на тинејџери заради малтретирање на социјалните мрежи, вклучувајќи несоодветни коментари, објавување фотографии од сексуални напади или пак закани за убиство. Нов случај на птичи грип беше регистриран во јужниот дел од Кина. Заразена е 51-годишна жена, соопштија здравствените власти. Првиот случај на заразување човек со вирусот H7N9 беше регистриран кон крајот на март. Од тогаш се потврдени 134 случаи на инфицирање со овој вирус во Кина. 44 лица инфицирани со тој вирус ги загубиле животите. Основачот на Wikileaks, Џулијан Асанж, ја оквалификува како победа за Едвард Сноуден најавата на американскиот претседател Барак Обама за поголема транспарентност и реформи на американските програми за шпионирање. Обама ја потврди улогата на Сноуден како информатор, објавувајќи план за реформа на американската програма за глобално шпионирање, изјави Асанж. Според него, факт е дека без обелоденувањето на Сноуден никој немаше да знае за тие програми и немаше да има реформи. Израелски војници убиле палестинец кој го сметале за закана за безбедноста, но подоцна било утврдено дека бил невооружен. Човекот привлекол внимание копајќи земја на страната на појасот Газа зад утврдената гранична линија, каде вооружени палестинци во минатото правеле заседи. Војниците пукале и го убиле, откако тој игнорирал нивни повици да се врати.
Несекојдневен начин за разладување во Кина. Кинезите ги разладуваат децата во жештините со костими од лубеници. Од лубеници се изработуваат капи и костими за најмладите. Родителите сметаат дека јадењето лубеница разладува во жешките летни месеци, а облека од лубеница би имала ист ефект. Фотографии од деца облечени во лубеница, облеки, веќе се хит на кинеските социјални мрежи. Но дерматолозите предупредуваат дека таков вид облека може да ја надразни кожата кај децата и да предизвика инфекции. На граничните премини Богородица и Табановци има долга колона возила, се чека и по половина час, информира АМСМ. Инаку на останатите патишта сообраќајот се одвива без проблеми. На неколку патни правци се извршуваат разни градежни работи, поради што се препорачува зголемена внимателност. На патниот правец Гостивар-Охрид од 1 јули 2013 има ограничен режим на движење за тешки товарни возила над 7,5 тони. Ограничувањето на движењето е во следните периоди. Петок од 15 до 24 часот, сабота и недела од 7 до 24 часот. Овој режим на движење ќе важи до 1 септември 2013 година. На сила е забраната за движење на товарни возила на подрачјето на град Скопје. Времето денеска ќе биде сончево со мала до умерена облачност. Попладне ќе биде нестабилно со локален пороен дожд и грмежи. Ќе дува умерен ветер од северен правец, особено вдолж Повардарието. Температурата ќе се движи од 24 до 34 степени Целзиусови. Во Скопје слично време со температура до 32 степени. Спортот за крај на ово издание на вестите, второ коло во домашниот фудбалски шампионат. Кошаркарската репрезентација продолжува со подготовките, а Усеин Болт е прв фаворит на трката на 100 метри на атлетското светско првенство. 5 надпревари од второто коло во домашниот фудбалски шампионат денеска. Во втората првенствена рунда бранителот на титулата Вардар гостува кај Евромилк. Металург му е домаќин на Гостивар, Турново го пречекува напредок. Ренова ќе го вгости Пелистер, а Шкендија оди кај Брегалница. Во првото коло освен Вардар почетни победи забележа и Пелистер, Турново и Брегалница. Инаку колото почна вчера со триумфот на работнички над Македонија Ѓорче Петров од 1:0. За работнички ова беше прва сезонска победа додека Македонија на стартот го доживеа и вториот пораз. Македонската кошаркарска репрезентација од денеска се враќа на подготовките за Европското првенство во Словенија. По тридневната пауза која ја добија репрезентативците по словеничко-хрватската турнеја, од денеска националниот тим повторно е во тренажен процес. Подготовките во Скопје ќе бидат до 17 за кога е закажан пријателскиот надпревар против Литванија, со кој ќе биде обележена 20 годишнината од првиот настап на македонската кошаркарска репрезентација. Потоа селекцијата ќе оди на 2 контроли против Шпанија и на турнир во Германија. Втор ден на светското атлетско првенство во Москва. Во фокусот е финалето на спринтерската трка на 100 метри во која јамајканецот Усеин Болт е фаворит во отсуство на неговите најголеми конкуренти. Трката на 100 метри е завршница денеска. Предходно ќе има поделба на медали во уште неколку дисциплини. 20 км брзо одење, скок во далечина во женска конкуренција, кај девојките и финалето во фрлање диск, а ќе почнат и надпреварувањата во 10-то бој. Повеќе информации во вестите во 14 часот. До тогаш ви посакувам пријатно неделно попладне.